Добар ден и добродојавте во уште едно видео на Формула на македонски, овој пат краток осврт на квалификациите за големата награда на Силверстон, трка која ќе се вози утре со почеток од 15 часот и 10 минути по македонско време, 10-та јубилејна по опозиција за Валтери Ботас, одличен круг, малку подобар од Луис Хамилтон. Одамна не сме виделе вака тесна борба за првото место. Луис Хамилтон заостана само 6000 делови од секундата, буквално разликата беше 0,06. Одлични два круга на Валтери Ботас, иако не успеа во својот втор круг да го подобри своето најдобро време, додека Луис Хамилтон направи мала грешка при првиот негов летачки круг и со самото ладење на патеката поради нестабилното време, сите водачи не успеа да го подобрат времето во својот втор летачки круг, така што работите на врвот горе-доле остана непроменети и го имаме Валтери Ботас како стартувач од пол позицијата. Утре Луис Хамилтон втор. Тоа е одлична најава за утре. Тесна борба очекувам помеѓу 20 возачи на Мерцедес. Хамилтон на домашното Гран При сигурен сум дека ќе биде ултра агресивен уште од самиот почеток, така што самата таа најава е доволно за да имаме добра трка. Чарлс Леклерк повторно го вади максимумот од болидот на Ферари, одлично трето место. Макс Верстапен со Red Bull Honda после одлична трка во Аустрија, после неговата прва победа со Honda, по кој знае кој пат оваа сезона на четврто место. Пиер Гасли гледаме дека конечно малку се разбуди и направи едно време кое е пристојно за болидот на Red Bull, така што утре ќе стартува од петата позиција Себастијан Фетел, денеска разочарувачки шести. Меѓутоа, интересно е тоа што во Ферари се одлучија да раздела стратегијата. Себастијан Фетел утре ќе стартува со меката компонента, додека Чарлс Леклер ќе стартува со средната компонента, бидејќи неговото најдобро време во втората квалификацијска сесија беше поставено со средните гуми, односно жолтите. Истото важи и за Валтери Ботас, Луис Хамилтон, Макс Верстапен и Пиер Гасли. Седмо место Даниел Рикјардо по разочарувачката трка во Австрија за Рено. Седмо место за Даниел Рикјардо. Осмо место Ландо Норис продолжува со неговите добри резултати, младиот британец во Мекларен. Девето место Александър Албон со Торо Росо, одличен резултат ако земеме да го споредиме со Даниел Квиат кој заврши излезе, односно во првата квалификацијска сесија, така што и последната десетка ја комплетира Нико Хулкенберг со Рено, така да двете Реноа во топ 10. Утре полека и Рено се стабилизира по ние неколку лоши резултати кои ги има изминатите трки. Ќе биде добро во заутрешната трка ако имаме и нестабилно време како денеска, ако имаме варијација во температурите, можеби малку дожд ќе донесе до дополнително изненадување, така што се очекувам добра трка. Силверстон е патека која има можност за претркнување, има брзи свиоци кои се следат еден по друг, така што ги имаме сите предуслови за утре за уште една одлична трка и верувам дека повторно нема да бидеме дочарани. Уште еднаш повторувам, утре 15 часот 10 минути по македонско време, трката за големата награда на Британија се вози на Силверстон, така што бидете со нас и потоа веднаш традиционално ќе ги проследиме и резултатите од самата трка. Доколку се допаѓаат видеата на Формула на македонски, ве молам за лайк, шер, сабскрајб, искоментирайте кој е вашиот пулен за утрешната трка, дали мислите дека Луис Хамилтон ќе успее веднаш да ја заземе првата позиција или Валтери Ботас ќе успее да одолее на неговите напади, може ли нешто Макс Верстапен повторно да направи, ќе му се насмени ли среќата конечно на Чарлс Леклерк. Тоа се прашањата на кои ќе добиеме одговор утре. Поздрав!